Здраво Македонија, ви посакувам убаво утре, ве поканувам да станете со нас. Еве во овие топли денови имаме одличен предлог од напитоци што може да се напиете или ако ве мрзи што се вели да си го направите, може да дојдете и да го нарачите и тука во Лорен секако дека со задоволство ќе ви направа сето она кое што ви е потребно за убав почеток на денот, за убаво пладне или навечер, она како што вие ќе изберете. Мојот соговорник денеска навистина ќе даде одлични предлози како можете на едноставен начин да се хидрираме во овие топли денови. Миле, добро утро и добро дојде во Здраво Македонија. Здраво, како сте сите? Поздрав до сите гледачи. Па вака да почнеме одма. Да. Вака како прв предлог би го предложил детокс сокот, значи што го користи што познатиот Џоковиќ. Значи тоа е лимон, јаболче, ѓумбир, ананас и крставица. Вистинско освежување, очите ги отвара и прав почеток на денот. Да, навистина, ово кој што го спомнуваш како Џоковиќ, сите состојки кои што ги набра, навистина се одлучи па и за разбудување, како некоја поддршка на телото му даваат, ѓумбирот е добар и за стомакот. Тачно, и за стомакот, и за циркулација. А исто така некоја по-лајт верзија би било на тоа, секој дома што може да направи, што нема многу продукти, за лето е прекрасно. Значи само си е крставичка рендана или вака на ленти некој лимон, вода и мраз. Дури предлог, еден бокал да се земе, да се става сите овие состојки и само си го надополнувате цел ден со вода, имате цело време напиток за хидрирање. А краставица секој од дома има ова време? Тоа е поентата. Еме македонски производ, еме и лесно и што викаш достапно преку цело лето. Така, добро. Друг предлог би бил исто така за цеден сок, што во него им протеин има. Тоа би било или ај како да кажеме како во минатото фрукталот, ја така го нарекувам овој сок. Портокал, морков, сладо компир и батат и кајсија и праска, може едно од тие две. Па тоа рече си како оброк. Па више има некоја опција, ова би било више како оброк, ја би го предложил како оброк, оваа опција, таа е смоква, портокал, индиски орев и малце цреши. Ова е више како да кажам како беби каша, само за возрастни. Баш би те истерало до ручек више ова, ако сте напиете на пример еден сок од сабајле и некој смуди. И мој предлог е секој да се уклучи, значи многу е просто. Едно блендерче дома и се што треба да се режи овошје свежо, суво овошје и некоја јатка. Тоа ви е и вода додавате, тоа ви е доволно за да истерате цел ден. А лесно нема да биде потешкотија во топлите денови, да се чувствувате надуено, нешто. Нема она поспано со стандардната храна што секој ден ти зедеш бурек или нешто гевре. Одма ќе ти се приспе, ова баш ќе ти даде енергија, очите ќе ти ги отвори, ќе ги го истераш цел ден со тоа. Така. И лесно е за работа, нема да ти пречи, а сепак си внел нешто не еде како хранливо, протеини, се е така. Има се разни варијации, а некој направи ова, на пример исто така имаме многу убава тука во Лоренска, една многу убава шумска боровинка од кожув и ја комбинираме. Ако сакате да биде посладко, повкусно, иде со банана. Ама мој предлог е со јаболка, пошто со јаболката кога ќе се измешаат шумските плодови, сите антиоксиданси се држуваат. Со бананата знаат пошто бананата знае да има некој шеќер додатен, може да направи не толку да дојдат до израз антиоксидансите. За водичето кажавме, јас сега би предложил едно смуди исто така. Да направиме на лице. Да направиме, дали би било и смуди, може како доручек, зависи ако се додаде јатка, више тоа е доручек. Ако не, вака е за старт на денот само овошје. Сега совет. Денот се започнува со вода. Значи, што и да имате, како е вода први, па после се. После се. За ова пригода. Тоа сите го велат. Ама сите го велат и тоа е за да може испакнување на организмот. Ете така, се да се уклучи, цело тело да се уклучи. Во оваа пригода ќе ставиме јаготка, ќе ставиме лајм. Ја би ставили малце повеќе лајм. Тоа е кисел, освежува, има малце блажина. Ананас ќе ставиме малце. За разлика од лимунот? Па лимунот е скроз кисел, тој го користам за овој сок за сабајле. Ова е малце више како попладневен период, за да може малце блажина и хранливост да добиеш. Ананас чисто ќе ставиме. И ананасот исто полн со ензими, се витамини, одлично. Може ли да речеме во овие комбинации, има ли точно стриктно како се прават или што си одлично прашање. Одлично прашање. Дури еден предлог. Која јовошка да имате дома, измешајте 2 или 3 јовошки, додадете нешто зелено да има хлорофил, дали би било тоа спањак, свежо нане, блитва,
некое семе убаво за да се стави дали ленено семе, дали чија, семки од тиква, те имаат многу цинк. И паметно е тоа сето тоа, ако има семиња, да се прави од вечер, за да си има време семињата, леноти, чијата да си ја пуштат таа нивна, како да кажеме, како лига некоја што ја прави цела функција на детокс на телото и сабајле после чашата вода која што рековме на смудито. Дури може тоа да се испие литро и литро и пол, нема никаков проблем. Тоа ќе те издржи до ручек без никаков проблем, а се чувствуваш и лесен и постојано телото ти се чисти. И тоа е битно од овие смудиња што ги чистат цревата, а знаеме ние дека сите болести, сите инфламатации од телото доаѓаат од цревата. Ако е чисто идел, почиња више после кожата на лицето, погледот, побистар поглед е. Само ова го зборувам од лично искуство. И уште еден совет, сега сите се залетени со овие инфлуенсери, едно, друго, предлози, слушаат од вакво. Значи секој треба да си го најде својот начин. Ако делува нешто кај еден, не мора да значи делува и кај другиот. Значи секој младиве може полесно ми се достапни се информациите преку интернет, побрзо може да ги најдат тие информации. За повозрастните најпаметно нека се држат како биле мајките, дедовците пред тоа, бабите, тоа што си го знаат да се задржат на тоа. Тоа е не може да лутаме сега од едно на друго место. Значи, ова е тоа. Убаво изгледа, со јагода, ананас, се што ставиме. И освежително, и хранливо, штом се додава, значи, јатка. Бадемчиња, чим ќе додадеш некоја јатка, више хранливоста дупло иде више и може се рачуни како доручек, не баш како смуди. Еве, повели Верица, за тебе, за колегата. Здравје, нека ви. Фала ти. Фала ти за овие одлични предлози. Верувам дека навистина ќе бидат добре дојдени во овие што се вика топли летни денови, како предлог што да им дадеме, лесно сепак да биде хранливо, ама освежително и корисно за нашето тело. Како што кажа, така е. Ја би предложил и да ги покажеме ако може, имаме многу хелти протеински мусови. Да, но тоа ќе дојдеме друг пат да ни покажете. Секако вече да. Фала ти многу. Доставиме некоја тајна да можат да ги. Така, да. Фала многу.